Скопје неодамна стана побогато со катче во центарот на градот, каде што во неколку квадратни метри со многу љубов се собрани и изложени оригинални народни носи, плетени волнени чорапи, ткаени черги и разни други традиционални предмети, меѓу кои и еден стар разбој кој оживува под рацете на младите ентузијасти и влюбеници во ткаењето, Дамјан Ристовски и Сара Јакимовска. Новоотвореното изложбено и продажно катче Народни носии се наоѓа на улицата Димитрije Чуповски 2А кај Нов рекорд, а лесно ќе го препознаете неговиот излог по типичниот традиционален колорит и по стариот разбој. Младиот колекционер на народни носи, Дамјан Ристовски, е студент на катедрата за етнологија и антропологија, а тајните на ткаењето ги научил од неговата баба. Како се роди идејата за да отворите давница изложбено катче Народни носи? Па идејата е многу одамно, што кога се учев да ткаам со мојата другарка Сара, бевме 9 одделение уште основно и ми беше желба еден ден да имам своја продавница каде што ќе бидат изложени разбоите, каде што ќе бидат изложени народните носи. Единствено ќе биде тоа катче каде што ќе може секој човек да види целата суштина како се изработува една народна носија, односно како некога жените седеле по цели ноќи, по цели денови, како ги ткаеле тие носи, како ги спремале за свадби, за собори, како се дотерувале за Великден да извади нова облека, ново руво. Така да од секогаш била желбата да имаме свое катче каде што ќе работиме и каде што ќе твориме и ќе создаваме делови од народните носи кои што ќе бидат изработени од автентични материјали, од волна, од памук, од коноп, исклучиво на стар дрвен разбој и имавме можност, бидејќи целиот проект е финансиран од Агенција за вработување, да добиеме грант преку кој што ќе можеме со тие средства да си дозволиме да купиме нов разбој, да ги изреновираме, да купиме нови торза, да се опремиме со повеќе работи за да може да ги складиме старото со новото и да изработуваме нови народни парчиња од народни носи. Што всушност го нуди ова катче? Ова катче е поделено во два дела. Првиот дел, односно делот кога ќе влеземе од вратата, десниот дел се ставени двата разбои, стариот разбој кој што е на излог и новиот разбој кој што го набавивме од фабрика во Србија, бидејќи си има фабрика специјализирана само за разбои. На тие ќе се ткаат деловите од народните носи, а доколку левата страна е продажна, имаме изложено предмети кои што се на продажба и имаме направено дел каде што се ставени 4 кукли и секој еден човек кој што сака да се слика например со носи од својот крај или па странците да се сликаат со македонски носи, да осетат, да пипнат, да сликаат одблизу, да видат, да осетат волнен материјал, да осетат памучни кошули, да осетат марами, да се доближат повеќе до нашата македонска традиција. Малкумина се оние во денешно време што се уште владеат со вештините на ткаењето на разбои, а ти си еден од нив. Па да, искрено сега има некако се родија повеќе млади луѓе кои што знаат да ткаат на разбој и меѓутоа таа медиумска покриност почна од мене и уште од неколку други луѓе кои што се заслужни да се покрене малку нивото за во Република Македонија да имаме вакви катчиња и да се ткае повеќе на разбој, односно да не заборавиме нашата традиција. Ние сега носиите ги наоѓаме на терен, меѓутоа да речеме за 10-15 години веќе ќе биде тоа многу тешко. Секоја фамилија ќе си ја чува својата носи, веќе нема да ги отуѓуваат, нема да ги продаваат и ќе биде многу тешко за нас колекционерите да ги откупуваме. Па веќе ќе мора да се вратат на тоа да се изработуваат повторно народните носи, да гледа да се запазат оригиналните форми, оригиналните орнаменти на народните носи, на појасите, на скутините, шарите, така да сметам дека се допрва ќе доаѓаат нови млади генерации кои што ќе се бават со ткаење, со везење, со плетење и дека оваа традиција никогаш нема да згасне.
Дамјан својата љубов за ткаење на разбој ја пренел и на неговата другарка Сара Јакимовска, која е студент на медицинскиот факултет, насока физиотерапевт, и која го прифатила предизвикот да му биде поддршка и партнер на Дамјан во реализација на неговиот дамнешен сон да отвори токму ваков вид на работен, изложбен и продажен простор. Заедно со Дамјан и ти зачекори во ова нова приказна наречена Катчето народни носи, изложбен и продажен простор, и она што е интересно, дека си една од ретките, ако не единствена млада девојка што знае да ткае на разбој. Како всушност започна љубовта и ткаењето на разбој? Љубовта се роди од мали години. Со Даме заедно почнавме. Првично тој почна, со баба му има научено он. Јас покрај него, некако по цели денови бевме заедно, тоа ни беше многу интересно. Колку време беше потребно да се научиш да ткаеш на разбој и колку е тешко ткаењето? Па вака, верувам дека ако имате учител како Дамјан и не е многу тешко, затоа што он ги објаснува многу детално работите, оди буквално во детали и се учи за месец-два. Треба константно да се работи. Тие што ќе дојдат да го посетат Катчето народни носи, ќе имаат ли можност не само да видат на лице место како се ткае, туку можеби и да дознаат нешто повеќе за самото ткаење и да научат? Да, секако може, ако има некој желба, такво изрази таква желба, ние сме тука достапни да покажеме, да ги научиме и сите посетители.